Почитувани, добро ни дојдовте уште еднаш во програмата Радио што се гледа вечерва во Прилеп на платото пред градскиот сад со почеток во 18 часот ќе се одржи официјална промоција на новото граѓанско здружение за нашите граѓани. Воедно најавено е дека вечерва ќе биде официјализирана соработката на Прилепското граѓанско здружение за наше Куманово. По тој повод на овој настан ќе се обратат Андреј Кокаровски, представник на младите од здружението, Емил Јаневски, председател на здружението и Максим Димитриевски, градоначалник на Куманово и идеен творец на здружението за наше Куманово. И по тој повод во нашето студио го имаме почитуваниот Максим Димитриевски, градоначалник на општина Куманово, идеен творец на здружението за наше Куманово. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов, ви благодарам на можноста да бидам гост по вашето радио. Ве поздравувам вас, вашиот тим во студиото и секако слушателите и гледачите кои што не следат онлайн, и дополнително поздрав до сите прилепчанки и прилепчани и еве во предвечерието на празникот 11 октомври, голем датум особено за вас од Прилеп и за нас од Куманово и за сите во Македонија да го честитам овој голем празник за Македонија. Навистина е така, убав е поводот, не само заради празникот, секако и поводот за една официјална соработка меѓу Прилепското здружение за нашите граѓани и за наше Куманово. Вие сте етаблиран политичар кој што високо котираше во редовите на СДСМ. Бевте председател на Советот на општина Куманово, исто така председател на Комисијата за одбрана во Собранието, бевте пратеник, бевте во редовите на СДСМ долго време и високо котиравте. Зошто еден член на СДСМ кој што високо котирал се одважи да рече не на политиките на СДСМ и формиравте посебно здружение и победивте на последните локални избори во Куманово? Што е основната причина за такво нешто? Добро, јас не реков не на политиките на СДСМ, јас реков не на политиките на поединци во СДСМ, кои што, за жал, мојата поранешна партија ја направија собствена приватна фирма која што ја ставија целосно партијата во функција на поединци, еден мал конгломерат на луѓе кои што, узурпирајќи ги позициите во извршните структури на партијата, всушност почнаа политиките да ги креираат како тоа нив им одговара лично и дадоа еден предзнак на оваа сериозна политичка партија дека всушност таа се трансформира на некој начин во акционерско друштво, а не во една интересна организација на сите членови која што треба да почива на идеологија и која што треба првенствено да се грижи за собствените членови и да ги реализира политиките во интерес исклучиво на граѓаните. Ние се сведовме и нашиот плурализам во државата дефинитивно потврдува дека секоја политичка партија кога е во опозиција има една реторика, откако ќе добие можност да имплементира политики, се трансформира во нешто сосема друго, а тоа е интересна заедница на поединци кои што ја менаџираат, и токму поради таквите причини и поради низата пропусти кои што беа во континуитет направени со таквиот начин на делување, погрешните политики, погрешното менаџирање со државата и трансформација на дел од тие структури навидум на онаа што беше и наликуваа на тоа што во минатото беше против што се боревме по слоганот едно општество за сите и нема правда, нема мир, всушност се измисли еден нов софистициран систем кој што потсеќаше на системот на Никола Груевски. Не можев да молчам и заедно со голем број на мои истомисленици од Куманово, првенствено тоа го дискутирав на дебати внатре во партијата, а потоа откако видов дека нема разбирање внатре помеѓу високите органи и тела на партијата, бидејќи таму важат исклучиво должничко-доверителски односи на поединците и по принципот на лојализмот. Вие ќе покажете лојалност, а за тоа ќе добиете дополнителна награда и ќе бидете ставени на висока
одговорна, извршна или политичка функција, не најдов на такво разбирање и морав да се определам на еден чекор, да излезам во јавноста и јавно да дебатирам во тоа. За тоа, кога ќе излезете во јавноста, всушност тоа е неприфатливо за многумина од раководството, бидејќи нивото на демократијата во државата првенствено е многу ниско поради фактот дека ние имаме недемократски политички субјекти и минимум ниво на потребна демократија за да еден политички субјект се нарече демократски, но од друга страна не можам да кажам дека во мојата поранешна партија нема исклучително добри членови, луѓе кои што имаат дадено многу за оваа држава, многу за оваа партија, а всушност беа луѓето кои што најмалку имаат од лукративен или личен аспект добиено или валоризирано. Секогаш се случува еден тренд кога сте во опозиција, ги нема никаде. Во моментот кога ќе почувствуваат дека доаѓате на власт, ви се прилепуваат голем број на нови лица кои што по превземање на власта всушност тие испливуваат во првите ешалони на власта, а оние кои што во континуитет помагаат, не можат ни елементарните потреби да ги решат. И за нив, да не зборувам за граѓаните. Јас не се согласував со многу отворени прашања, првенствено многу бев навредени лично онаа што се интерпретираше во делот на бугарската администрација, окупатори. Мислам, тука нема простор да се дискутира на таа тема. Бев навреден лично, како човек кој потекнува од семејство кој што дало голем број учесници во Втората светска војна и дополнително беше многу навредливо дека зборовите Куманово е ослободено од страна на бугарски војски и многу други градови. Не можев да поминам преку тоа, реагирав јавно. Претходно во ковид состојбата исто имавме голем број на несогласување и потоа во континуитет кога почна да се чепка по македонската историја, видете, јас не можам како човек да дозволам да мене партискиот или било кој друг интерес ми е победен од државниот, националниот и граѓанскиот интерес, бидејќи партијата е сепак таа треба да се стави во функција на граѓаните, а не во функција на поединци. И денеска сме тука. Јас се кандидирав заедно со мојот тим, тоа не го направи сам градоначалникот или не го направив сам јас, туку беше целосен тим на луѓе кои што подготвено излеговме на едни демократски избори, без разлика на сите притисоци успеавме да ја добиеме поддршката од Кумановчани и еве продолжуваме успешно да го менаџираме Куманово, да реализираме проекти, а Кумановчани се тие кои што можат да кажат најдобро дали се задоволни или не се задоволни од нашата работа, но онаа што го работевме до сега во следниот период планираме дополнително да го интензивираме и на локално и на централно ниво, бидејќи сметаме дека ако сите во овој момент, во овие лоши моменти и во државата и за државата и за граѓаните молчиме, дека едноставно ќе бидеме премногу себични и нема да бидеме искрени кон следните генерации. Имаме обврска да се обидеме и да смениме некои работи, бидејќи не може граѓанинот и државата да биде заложник во последните 20-30 години на поединци кои што буквално си играат тенис со граѓанинот и ја префрлаат топката од лева на десна и обратно, а во меѓувреме единствено еден политички етнички субјект, а тоа е Дуја, користи состојбата и вешто манипулира со целата состојба и доаѓате до една фрустрација во јавноста каде што сите граѓани велат па ние сме заложници на таквите политики, ако си припадник на Дуи и на таа етничка заедница, тебе ти е се дозволено, а всушност ние останатите кои што сме мнозинство сме граѓани од втор ред, додека ги гледаме како паушалните одлуки врват секојдневно со подигање на рака во собранието и тие кои што добиле мандат нас да не представуваат во собранието всушност постапуваат врз база на претходните добиени насоки од највисокиот лидершип, а ниту во еден момент не се прашуваат дали одлуките кои што ги носат всушност со нив ги задоволуваат граѓаните и луѓето кои што во посредничка демократија всушност ги представуваат во собранието. Да се вратиме на идејниот концепт на Сдруженијето, а јас повторно би го поврзала со вас како личност. За време на предизборието бевте поврзувани и со опозицијата на централно ниво, зборувам со ВМРО ДПМН дека се приближувате кон нив. Од друга страна, други велеа злонамерници дека никогаш нема да излезете од шемата или од концептот на СДСМ.
Исто така и самите имате изјавено дека вие по душа сте социјалдемократ, но исто така кога се однесува за интересите на Македонија, вие одите десно. Каква е идеологијата на Сдруженијето или еве би рекле таа политичка концепција која што доправа треба да се изградува, каде би можеле да ја сместиме во таа идеологија, центар, лево или десно? Може би една од основните причини зошто всушност повеќе не сум член во СДСМ, сметам дека не по моја вина, туку јас нестатутарно бев избркан од партијата и се уште не постои официјална статутарна одлука за такво нешто, но може би моите отворени ставови дека јавниот, националниот и државниот интерес ми се поголеми од било кој партиски интерес. Никогаш се немам приближувано кон едните или кон другите. Јас единствено се имам приближувано заедно со мојот тим на луѓе до граѓаните, бидејќи имам за цел и намера да ги застапувам исклучиво граѓанските интереси и да видиме кои се тоа политики базирани на одредени идеологии кои што можат државата првенствено да ја предвижат напред и да го подобрат животниот стандард на граѓаните и да и создадат поубаво чувство за живот во оваа наша скромна мала Македонија, за која што ни ветуваа дека ќе биде Швајцарија на Балканот, а за жал денеска е една од најсиромашните земји во Европа и повеќе од 20 на години чекаме во чекалните за да влеземе во Европската Унија. Доколку тоа се шпекулации, доколку имаше било какви разговори и преговори, дали тоа се работи со ВМРО, ДПМНЕ, а за СДСМ и да не говорам, тогаш ВМРО ДПМНЕ ке немаше кандидат во изборната трка во Куманово, тие настапија со свој кандидат, тоа беше господинот Тони Михајловски, кој што не успеа да обезбеди подршка за влез во вториот круг и немало никакви договори, што се однесува до понатамошно функционирање. Политиката е жива материја, нели секогаш велат политиката е взаемен компромис, но ние нашата коалиција ќе ја правиме со граѓаните на Македонија, не со политичките субјекти, бидејќи граѓаните се заморени од политика. Видите, ако вие се занимавате со една професија која што се вика политичар, имате семејство дома кое што во семејството имате деца кои што веќе разбираат и се свесни, полнолетни и така натаму, ќе отворите дискусија да зборувате за политичар и самите деца ќе се срамат од позицијата политичар, тоа значи дека ние ги извртеме вредностите. За да се занимаваш со политика, првенствено преземате голема одговорност, да бидете јавна личност и да одлучувате во името на тие кои што ви имаат избрано. Не да одлучувате за тендер сделки, бизнис релации, создавање на должничко взаемни доверителски односи и така натаму, туку првенствено да работите во функција за граѓаните и со граѓаните. И секако таквите политики мора да се базираат на одредена идеологија. Нашата идеологија за концептот за наше Куманово, кој што се обидуваме заедно и благодарен сум на Прилепчани што го препознаа тоа, кој друг ако не кумановци и Прилепчани, бидејќи не случајно и токму првата пушка пукна тука во Прилеп и Куманово и се организираат тие партизански единици, бидејќи темпераментот на овие два народи е многу сличен, на овие два града, начинот на размислување и ние всушност сме своји како луѓе. Не сакам да кажам дека во останатите делови на државата другите луѓе го немаат тој епитет, но првенствено овде луѓето се охрабруваат и одважуваат да влегуваат во нови општествени промени и процеси кои што тие самите ќе ги креираат. Генерално нашата идеологија е да се врати управувањето на државата и да се насочи кон граѓаните. Тоа значи дека треба да се генерираат позитивни нови политики во делот на социјалната држава, што значи еднакви права и можности на социјалата, но давање помош и буџетски и дополнителни средства, но првенствено барање и обврска на оние кои што ја користат социјалната помош. Значи, зголемување на животниот стандард подразбира и подигнување на GDP-то во државата, што значи Македонија ќе мора да создаде нови економски вредности, за да може да дојде до поголеми средства и GDP-то на државата да се качи за
одреден сериозен процент како што се државите во регионот. Еве следејќи една Србија, да не одиме подалеку. Ние сме сега под просекот во моментов. Треба да се прашаме каде тоа оди нашето рудно богатство, каде ни оди рудата од рудниците, каде ни одат сите суровини, по која цена. Не може Прилепскиот мермер да биде најубаво рангиран во светот, а ние да го даваме бесплатно или за некои скромни средства, да го експлоатираат поединци и да заработуваат сериозни средства од тоа, а на крајот државата да го добива најмалиот дел. Првично ќе се дефинираат државните и националните интереси, а потоа ќе влегуваме во било какви стратешки инвестиции. Дополнително ќе дадеме еднаква можност за инвестирање на сите во државата. Не можете да имате вие фаворизирани инвеститори во државата од една страна и од друга страна да имате инвеститори кои што со години и години чекаат и не можат да ги поминат бирократските процедури. И на крајот мора да се сузбие корупцијата во цело, што значи мора да се престане со крадењето и она што значи одлив на директни буџетски средства преку различни сделки, а се знае како во тендерски постапки тоа оди најдиректно преку изведувачите со наводно лојална конкуренција, всушност преку нелојална конкуренција XY фирми добиваат сделки и на крајот од профитот кој што ќе се направи се одлеваат во приватните џебови. И затоа сметам дека ќе бидеме базирани на една реална платформа и едни реално остварливи политики кои што во иднина ќе ги презентираме подробно пред граѓаните. Ова иницијатива денеска заедно со Прилепчани, всушност ние дојдовме и јас како градоначалник и дел од луѓето од мојот тим да споделиме искуства со Прилепчани, да ги подкрепиме и воедно да ги охрабриме да направат едно вакво граѓанско здружение кој што во понатамошната фаза би бил составен дел на сегментот што значи граѓанско движење во државата кое што ќе учествува на следните парламентарни избори и ќе бара врз рамка на едни реални програми мандатот граѓаните за да излеземе и од оваа тешка економска криза и дополнително да создадеме нови вредности, па и да воведеме повисоки критериуми во политиката во делот на онаа што значи отчетност, транспарентност и одговорно работење. И сами рековте дека луѓето ја имаат изгубено довербата кај политичарите. Како вие, како нова политичка платформа, граѓанска политичка платформа, би ја вратиле таа доверба? Што е она ново што овие две здруженија во Прилеп и во Куманово ќе ја прават за да можат да ја вратат довербата во политичарите кај граѓаните на Македонија? Видете, во македонскиот плурализам се нема случајно некој да излезе на избори, да се конкурира со политичките субјекти, да нема барем скриена подршка од самите политички субјекти и да добие подршка на граѓаните. Но видите, тоа се случи во Куманово пред неполна година. Ние излегуваме на избори со наша собствена програма, со граѓанското движење за наше Куманово, од друга страна имаме кандидат на ВМРО ДПМН со целата коалиција, на СДСМ со целата коалиција, кандидат на алтернатива и алијанса на албанците, дополнително, значи Куманово е мултиетничка средина и уште еден кандидат од ЛДП. Успеавме и во првиот круг влеговме со водство и во вториот круг убедливо победивме со над 6000 гласа разлика, што значи граѓаните во Куманово го препознаат тоа. Зошто? Затоа што тие видоа дека во континуитет има тим на луѓе кои што директно се грижи за нив и за решавање на нивните секојдневни проблеми. Луѓе кои што имаат одредено ниво и кодекс на однесување во делот на онаа што значи општествена одговорност. Затоа што граѓаните ги ставиме на прв план и нашите интереси всушност беа граѓаните. Прилепчани се слични луѓе по менталитет како Куманово и сметам дека истото тоа може да се преслика во Прилеп. Имаше иницијатива од самиот почеток, куде уште кога траеше изборниот процес, не успеа луѓето да се организираат во периодот на предизборието и еве денеска сме тука една година подоцна да помогнеме во формирање на едно такво
здружение, не директно, индиректно, значи само со мотивирање и со пренесување на нашите скромни искуства кои што ги имаме. Од тука натаму работата останува на Прилепчани. Видите, ние сме влезени во период на една сеопшта политичка криза во државата. Едно што е многу сериозно и недостасува на политичката сцена е реален лидершип во општеството, во политичките субјекти, бидејќи имате недостаток и на лидери, но и на кадри кои што сакаат директно да работат за интересот на граѓаните. Еве тука сме. Наше е да понудиме, а на граѓаните е да проценат дали ќе дадат подршка на такво нешто. Јас знам дека во минатото граѓаните се соочуваа со многу ветувања и дека не е баш едноставно и лесно да влезете во кампања и да давате ветувања. Ние нема да ветуваме, ние реализираме во моментов и нашите политики се гледаат како се реализираат и проектите и можностите, како се дава можност на сите граѓани во Куманово, а не само тие кои што се припадници на политичките партии и во делот на вработување и на ангажмани и собирање на странски инвестиции и дополнителни вредности на создавање, но првенствено целта е да ги мотивираме на граѓаните и да им објасниме дека промената нема да дојде од надвор. Промената всушност, доколку не ни се допаѓа и условот во кој што живееме и состојбата во која што живееме, треба да ја промени некој. Тој некој всушност е директно вие, како граѓани, иницијативата мора да дојде од вас. Затоа дадовме можност да локалните лидери на оваа здружение се бираат на локално ниво помеѓу членовите, а не некој да ни ги наметнува од централа. А во втората фаза, кога ќе дојде до регистрација на граѓанското движење на ниво на Македонија, секако Куманово и Прилеп би имале свое заслужно место, бидејќи тие всушност се иницијаторите и почетокот на враќање на реалните вредности во државата и не случајно е овој ден, 10 октомври, бидејќи, видете, се што добивме во минатиот систем во СФР. Да не беше таа асномска Македонија, ние денеска немаше да имаме оваа наша Македонија. Недозволиво е некој во 21. век да ни ја менува историјата, да не зборувам за етносот, за етногенезата, за јазикот, за нација. И да се бориме со факти кои што се неоспорни. Апсолутно, тоа е неприфатливо за нас и ние имаме обврска кон младите генерации токму во овој момент да се издвоиме од останатите и да тргнеме и да покажеме реално дека во оваа држава сепак живеат своји луѓе со сопствена мисла, сопствена идеја, кои што си ја сакаат државата и без разлика кој политичар на која страна да ја припаѓа, доколку влегувал во било какви пазарења со онаа што значи свето национално, не му е дозволено тоа да го прави и ќе го почукнеме по глава и ќе му кажеме дека беше доста. Значи ли тоа дека е на повидок создавање на една голема, широка политичка граѓанска платформа која што би настапувала на следните парламентарни избори? А видете, ние нашиот систем, посакуваната желба е да дојдеме до граѓанското движење на ниво на државата, но всушност ние го градиме по еден обратен процес. Вообичаено политичките субјекти се регистрираат во Скопје и оттаму потоа се разгрануваат по општинските организации и се формираат клонови на самите организации. Ние сакаме да изградиме куќето од темелите, да тргнеме од оздола и да дојдеме до врвот. Во меѓувреме во таа градба наистакнатите поединци секако ќе се наметнат, бидејќи за да станете лидер всушност не треба вие да се промовирате за лидер, туку граѓаните треба да ве прифатат за одреден лидер. И кај нас нема да добијат можност луѓе кои што посакуваат преку здружението да се изградат како личности, туку првенствено ќе добијат можност сите да се градат до посакуваната цел на лидерството кое што граѓанинот го посакува. Тоа значи дека секој ќе има еднакви права и можности и без разлика кој на која позиција во здружението или во таа организација ќе има еднакви права и можности и да се кандидира и да биде кандидиран, но тоа нема да биде запишано како во останатите статути проформа, туку суштински ќе функционира.
Рековте при формирањето на граѓанското здружение во Прилеп, на социјалните мрежи, драги пријатели, вие сте храбри луѓе. Храброст ли е да се почне еден ваков чекор, да се оформи едно здружение како што е и ден денес во Куманово, исто такво и во Прилеп, и во останатите, еве се надевам, градови во државата. Храброст ли е да се соочи човек со опозиција на централна власт, опозиција на локално ниво, како што вие имавте прилика да се соочите со тоа? Видите, ја мислам дека и ние во Куманово и вие во Прилеп храброста имаме како архетип во секој од нас, наследено од нашите предци, и токму во ваквиот тип на градови, ако некој се обидува со притисок или со некои други општо неприфатливи методи да врши притисок, тогаш има само едноставно лош ефект или контраефект кој што им се враќа по главата. Да, потребна е храброст, затоа што ако во минатото некаде до 2017 година зборуваме, немој да зборуваш на телефон, денеска луѓето кога разговараат, велат немој да зборуваш толку гласно за да не те слушне локалниот моќник, па ќе пренесе на вашиот шеф на работа, па доколку сте во државна администрација ќе трпите реперкусии, доколку сте во приватен субјект ќе ви вршат притисак преку вашиот работодавач, па не дај Боже и на него ќе се впуштат во ситуација да му се закануваат со притисоци. Ние тоа многу добро го почувствуваме во Куманово. Видите, ние бевме следени од полиција и од различни методи во континуитет, се сочуваме со многу непристојни предлози, но го надминавме тоа. Но јас ги охрабрувам прилепчани затоа што всушност таа, како што сака да се нарече политичка елита, која што во моментот владее или која владеела во минатото, всушност таа директно зависи од сите нас граѓаните, бидејќи тие довербата ја добиваат од нас. Ние сме тие кои што им го даваме мандатот. И јас сметам дека нема да имаме ваков проблем во Прилеп, и токму иницијалните капесли за освестување на граѓаните во државата ќе дојдат од Куманово и од борбениот Прилеп. Со самата најава за емисијата и вашето гостување во живо во нашето студио, пристигна едно прашање од еден наш сограѓанин, кој што праша: со што би ме привлекле да бидам член на Сдруженијето во Прилеп? Што е она што е различно од останатите политички партии или здруженија по кое што може, еве, 3 или 4 прашања да кажеме дека како постулати се различни од останатите партии? Првенствено ги почитуваме сите и даваме еднакви права и можности на сите. Ние ова здружение го формираме да работи од прилепчани за прилепчани. Тоа е нашата иницијатива. Како што беше формирано здружението за наше Куманово и кое што беше ветено дека ќе работи од кумановчани за кумановчани, и така работи и функционира. Нема вечни функционери, нема луѓе кои што вечно обавуваат функции, ќе се следат резултатите, ќе се вреднуваат, тој кој што вреди ќе добие поголема шанса и уште поголема одговорност, тој кој што никогаш не добил шанса ќе добие шанса, бидејќи ако во еден политички субјект јас требаше да работам од 95-та па некаде до 2009 година за да станам кандидат за советник, што беше многу тешко, бидејќи потекнуваш од работничко семејство, нема кој да те погурне, а тоа секогаш така било во политиката, особено кога се прават кандидатури за одредени политички и јавни функции, секогаш сте требале да имате, како што граѓаните велат, вујко, тоа кај нас нема да биде потребно, туку оние кои што се квалитетни едноставно ќе се издвојат. А кој е гарантот? Гарантот ќе бидат самите граѓани. Тој кој што ќе влезе во здружението ќе го има и механизмот на контролата над тие кои што всушност ќе ги избере, а на крајот тука доаѓа отчетноста и одговорноста. Нема да има вечни функционери, но секако мора да најавам дека нема да има ни кандидати за идни функционери кои што се поранешни вечни функционери, а да не зборувам за луѓе кои што влечат зад себе одредени хипотеки. На тој начин треба да внимаваме и да не фрламе одредена анатема на луѓе, бидејќи вие не можете во одреден момент да покажувате на некој со прст дека
има одредена одговорност, доколку тоа претходно во легитимни постапки не е утврдено, но сакам да потенцирам дека по примерите на Куманово ние формиравме поголем број на изборни штабови во Куманово, кои што ги добивме во изборите буквално бесплатно од страна на собствениците на штабовите по нивна иницијатива. Имаме случаи во многу штабови, еден да биде шеф, поранешен шеф на штаб на СДСМ, заменикот шеф да биде поранешен шеф на штаб на ВМРО, многу неопределени кандидати, луѓе кои што меѓу себе поради политика со години не разговарале, дојде момент заедно да учествуваат на избори и да извојуваат една сериозна победа, бидејќи тоа не е победа само на Максим, тоа е победа на сите тие кои што беа вклучени. Нашата цел е да ги обединиме граѓаните, да ги обединиме првенствено македонците, кои што се етнички во моментов и национално разнебитени, а дополнително и да создадеме нови вредности на највисоко ниво на почитување, взаемно почитување меѓу етничките заедници во државата, бидејќи државата може да оди напред само ако имаме добри односи помеѓу себе. Ако ја подкопувате вие однатре државата, едните ја крадат, со високо ниво на корупција, имате нефункционално правосудство, имате стагнација во растот на економија, дополнително се соочувате со различни кризи. Првенствено беше економска, па потоа дојде ковид кризата, сега имаме дополнително енергетска криза, еве се најавува и криза со афричката чума кај добитокот, и таа е на поведок. Ова држава е во континуитет во криза, некој многу свесно го користи тој момент и како што велат популарно луѓето лови риби во матно, тој лично е задоволен, а граѓаните стагнираат во континуитет. Еве, ги прочитав последните мерки на владата, вели ќе се даваат економски или социјални трансфери кон граѓаните. Тоа се случува поради фактот дека реализацијата на државниот буџет е на многу ниско ниво и капиталните расходи, всушност тоа што значи градба на патишта, инфраструктура се на многу ниско ниво. Не знаеме што да направиме со буџетот, па дајте ќе ги поделиме како социјални трансфери. Сериозна држава своите средства ги инвестира на поинаков начин, по претходно добро осмислени долгорочни стратегии. На граѓанинот не му треба месечно да му дадете 3000 денари вие, затоа што тоа не му значи ништо, бидејќи сирењето му се поскапе од 250 на 500 и 600 денари, затоа што маслото му се поскапе од 64 на 150 денари, затоа што лебот му поскапе двојно. На граѓанинот му треба вие како носител на одговорна политичка функција да му создадете услови за да може економијата за да се придвижи напред, кога ќе оди да работи овој месец, неговиот работодавец да создаде дополнителна вредност со која што ќе му ја удвостручи платата за овој месец. Тоа го прават странците. И на тој начин се стимулира едно потрошувачко друштво, каде што повторно тие средства се враќаат назад во прометот и ги чувствуваат сите субјекти. Тоа не е решение со давање на помош од 3000 денари на месечно ниво. Да не зборувам за пензионерите кои се многу подценети во овој момент, а всушност тие се столбот, сериозен финансиски столб и континуиран приход во секое второ семејство во државата, бидејќи доколку не се пензиите да влезат во семејниот буџет, не може да се истера крај со крај. И не ви е сеедно кога ќе видите одредена личност која што се занимава со политика да вози возило кое што е над 50 или 100.000 евра, а од друга страна имате социјала која што не може да си дозволи луксус да си купи велосипед, и ние зборуваме за социјално општество или за создавање на некоја си средна класа која што стана мисловна именка, а сите ги добиваат сите изборните процеси токму на ваквите тези и ваквите програми. Значи програмите се идеални, но имплементацијата на програмите е катастрофална затоа што е премногу субјективна и премногу лична. Јас имам еден пријател, минатиот пат споменав во едно студио, сакам пак да го кажам и кај вас примерот. Човекот работи во Швајцарија, вели, другар мој, во ова наша држава најголемиот проблем е што политичарите 1/3 даваат од
вкупната вредност, материјална вредност создадена во државата даваат на државата и граѓаните, втората третина ја земаат за себе, третата ја распределуваат помеѓу себе. Значи, доколку барем 2/3 пласираат кон граѓаните и кон државата, па 1/3 нека ја делат помеѓу себе, што апсолутно е недозволиво, но го дава, ете така метафорично кажано човекот, би било прифатливо за нас, обитничните граѓани. Затоа, вели, јас сум во Швајцарија во моментов и заработувам таму за живот. Инаку сакам да живеам во Македонија. Друго, граѓаните ја напуштаат државата затоа што живеат во несреден систем. Не може јас во оваа зграда последен пат кај вас во радиото имам доаѓано пред некаде 7 или 8 години. Значи, истиот комунален проблем го имате пред влезот доле, нозете ќе ги покрши, човек не може да влезе во градата, а се работи за поставување на бекатон плочки од некои 70-80 квадрати и вечерва ќе го поздравам мојот колега градоначалник да му кажам да поведе сметка, сепак е централно градско подрачје. Дали имате соработка со градоначалникот на Прилеп? Па имам коректен однос, значи ја продолжиме она традиција која што беше воспоставена со неговиот претходник, мојот колега Илија, и Куманово и Прилеп мора да соработуваат, бидејќи ние сме историјата на оваа држава. Нашите предци ја пишувале историјата. Ако поради некој антагонизам во минатото, зборувам во комунизмот, немало соработка на боречките одбори и боречките организации, бидејќи не можеле да се договорат каде тоа пукнала, нели? Првата пушка, дали во Прилеп или во Куманово, јас јавно ќе кажам дека првата пушка пукнала во Прилеп, а кумановчани се организирале се две воени единици и отишле и заминале во партизани и од тука всушност се распалило партизанското движење во државата. Значи, ние сакале или не да признаеме, ние сме влезени во современата македонска историја како градови. Гор сум на тоа што Прилеп го има добиено орденот град народен херој, кој што е највисоко признание во поранешната сојузна држава, кое што можело да се добие, и Прилеп како град заслужува многу повеќе од онаа што во моментов го има. Има функционери, голем број на носители на јавни функции, но премалку вложување и средства. Видите, Плетвар се уште се работи, а разговараме за Плетвар пред 5 години. Со колегата градоначалник актуелен, јас му посакувам успех, тој е нов градоначалник на Прилеп и го има легитимитетот на граѓаните и сметам дека човекот треба да се остави да работи, бидејќи кога сте градоначалник, јас тоа го имам почувствувано на своја кожа и доаѓате од политички субјект, секогаш се остава огромен простор да политичкиот субјект преку органите и телата на партијата врши одреден притисок во делот на вашето работење. Верувам дека ќе го даде својот максимум за да го направи Прилеп убаво место за живење. Ние во делот на соработката сме задоволни, одбележувањето на празниците, удостојувањето на празниците, взаемна соработка. Имате среќа што вашата тутунска индустрија работи. Како работи, но е во функција нашиот тутунски комбинат од страна на државата своевремено беше згаснат. Се шират различни афери, дека се продава, не се продава, се уште стои во место као наодно опремата е продадена таму, немам никакви информации како градоначалник, нема соработка на ниво на министерство со државата на тој план, но како и да ете, повеќе сегменти не поврзуваат како град и ние успеаме да ги надминеме со претходниот градоначалник тие разлики и еве, јас кога ќе дојам во Прилеп се чувствувам убаво. Поминав низ улицата, ми испоздравија голем број на граѓани и гледам дека ми импонира присуството тука и јас сум задоволен како човек бидејќи тој е менталитетот, таа е културата. Кумановци, прилепчани викаме ние у Куманово. За крај, почитуван градоначалник, едно прашање, кога политичарите во Македонија ќе престанат да бидат главни звезди, да им се даде малку простор на работниците, на земјоделците, на сите оние кои што создаваат, кои што реализираат и кои што делуваат. Дали има ова политичка и граѓанска платформа сега која што е на зачеток, има ли такви можности како концепт да му понуди на луѓето решенија кои што ќе му нудат човекот да биде човек, а не да биде
на некој начин и роб на политичарите, бидејќи во моментов е така во Македонија? Во моментов во Куманово имаме денови на комедија. Некаде околу 14 представи. За 4 часа се продадоа 4000 билети во театар. И јас сум горд на тоа, искрено, бидејќи град и држава без култура ниту е град, ниту е држава. Имав можност, ме посетија драмските актери од Хрватска, од Винковци. Одговор на ова прашање го даде токму директорот на театарот од Винковци, вели: господине градоначалник, дали знаете кој е подобар глумец од нас глумците? Велам: не кој, тоа сте вие политичарите. И тоа е апсолутно точно. Политичарите се најголемите глумци, за жал, и тоа мораме да го промениме. Јас реков, за да бидете политичар, тоа е честна и достоинствена работа. Преземате голема одговорност да одлучувате во име на тој кој што ви го дал мандатот. 3 пати треба да размислите пред да донесете одредена одлука и е многу тешка работа доколку ја работите професионално. Првенствено сте обкружени со луѓе, со голем број на барања, мора да најдете начин на секого да одговорите, на секого да му објасните и со секого да се консултирате, да го следите јавното мнение, бидејќи јас ве представувам вас. Јас мора вашите желби да ги преточам во реалност, да го најдам моделот или во спротивно да ви објаснам дека за таа работа во моментов нема решение, а тоа е еден коректен одговор, ако е реален, граѓаните го прифаќаат, бидејќи проблеми во општеството, особено комунални проблеми, имало и ќе ги има. Наша обврска е како јавни избраници да направиме да ги има што помалку, па да дојдат следните генерации и да продолжат во континуитет да ги решаваме. Но во ниту еден момент не ни е дозволено да видиме над граѓаните. Затоа јас во оваа прилика сакам да ги охрабрам прилепчани и да им кажам да се одважат. Нека влезат во оваа здружение, нека дадат подршка на оваа здружение, бидејќи оваа здружение ќе биде предмесник на реалните промени во Македонија, кои што еднаш реално ќе се случат и ќе ја вратат државата на вистинската насока. Ние немаме намера да менуваме стратегии на државата. Тие се дефинирани. Европска унија, НАТО. Но ние таму ќе влеземе како честни, достоинствени македонци, при тоа да не гази никој, да не се шегува никој ниту со нашиот јазик, ниту со нашиот идентитет, а најмалку пак да дозволиме на некој да ни чепка по историјата, нашето гордо миното и делот во кој што следните генерации учат, а тоа се учебниците и литературата, од која што сите ние впрочем израснавме и се изградивме како личности. Затоа во овој момент е суштински потребна подршка од прилепчани како такви своји на своето да влезат и да дадат една ваква иницијатива. Еве јавно и од овде во студио ги поканувам вечерва да дојдат кај Сад Кулата и да го проследат обраќањето на нашите локални авторитети кои што се само први меѓу еднаквите со останатите кои што ќе бидат составен дел на едно вакво движење кое што ќе има за цел да ја придвижи државата напред. Јас ви благодарам за интервјуто. Се надевам дека ова е прв пат, но нема да биде последен, ќе ни бидете драги гости во Прилеп. Секогаш ќе ми биде чест. Многу ми беше убаво во вашето студио. Ви благодарам, правите голема работа со многу скромни средства, во многу скромни услови и едноставно не може човека да не каже дека се чувствува горд кога гостува во вакви радија, онлайн радија, бидејќи ова се базира на вашата креативност. Поздрав првенствено до вас, до тимот на луѓе кои што работат овде во Радио Пела и поздрав до сите прилепшани и уште еднаш честит 11. октомври. Благодарам. Благодарам.